Велес беше центарот на сите случувања овој викенд во Македонија, бидејќи се одржа традиционалната питијада и велешани уште еднаш покажа дека се рамо до рамо во борба со другите градови кои што тврдат дека имаат најдобра пита или пастармајлија. Тоа е вечна борба генерално помеѓу Штип, Велес, Радовиш имаат сомун, Неготино исто се фали со пастармајлија, а со пастармајка се фали и Кратово, а сега некако таа борба, Јована, почна и со манифестациите. Да, секаде се организира пастармајлијада, питијада, големи белешка. настани, нас тоа не радува. Да. И ако се работи за некаква борба, сепак на крајот на криштата сите се различни и тоа е убавината, нели, на оваа традиција да се приготвува еден таков голем и убав гастроспецијалитет и да потекнува токму од овие наши простори, но ова што го истакна Александар е мощно важно, што целото тоа славење на питата во Велес, Ќе ти скараат. Беше зачинето со многу убава програма во која што уживаа сите оние кои што беа, а ако не бевте, еве уживајте во нашата репортажа. Од Скопје тргнавме по пладнето и само по 40 на минути пат стигнавме до градот на Рацин, но и надалеку прочуената пита пастармајлија. Тука од 2005 година се одржува манифестацијата во чест на велешката пита пастармајлија, каде вообичаено на почетокот од месецот октомври се одржува тродневна програма исполнета со многу музика, дружење и гастрономска понуда на највкусните пастармајлии и најдоброто вино. Па така и изминатиот викенд Велес се претвори во центарот на Македонија, но не само географски, туку и културолошки и гастрономски. Програмата на оваа манифестација започна во петокот со отварањето и настапот на најмалите бисери од овој град, децата од градинката Тимче Мирчев. Позитивната атмосфера која се создаде со нивниот настап беше вовед во носењето на рекордно големата пита пастармајлија, долга 4,2 метри, која мајсторите од пекарата Гемиџи од Велес ја подготвуваат цели 6 часа, а се изеде само за 11 минути. За незината подготовка беа употребени 15 кг брашно, 330 јајца и 40 кг месо. Ставивме и пастарма. Сушено овчко месо е тоа. Доста солено. Да се знае зошто е пастармајлија, велат мајсторите. По традиционалната дегустација на джиновската пастармајлија одлучивме да прошетаме по градските улици на Велес и да ги прашаме велешани. Што е тоа што ја издвојува нивната пита од останатите кои се подготвуваат ширум Македонија? Одговорите кои ги добивме и за очекувањата од питијадата, но и за гастрономскиот печат на нивниот град беа споделени со голем ентузијазам и љубов. Баш она што е дел од тајните состојки на овој деликатес. Во Велес се ставува питите пастрама. Пастрама не ставаат, например, у Штип, да не кажем другите градови, Пробишти прават и Кратово прават и сомуни што ги викаат Радовишани там. Значи, дури помлади, извините, и вие сте млади, дури не знаат што значи пастрама, зборот пастрама. Дека во питие става 200 до 250 грама месо, свинско, и некаде околу 50 грама става пастрама. Тоа е сушено месо од овца, али на природен начин сушено, мислам, нема хемикали, нема ништо, само се посолува, се става на природа и тоа. Сме били у Струмица и у Штип, не е тоа, пита се ика пастармајлија, зашто има пастрама, не може пита со сирење, со, нели? Тоа е тоа. Велешката е најубава. Па затоа што е многу вкусна и долги години трае, тоа е традиција, значи наша, со посебен вкус, со посебен шмек. Тоа е тоа. Тестото, месото, значи се прават квалитетно, добро, чисто месо, да, пастрма се става и тоа е тоа.
Ние сме оригинални, бидејќи единствена пита која што се користи пастрама е токму велешката. И зошто е тоа така? Затоа што записите велат дека уште во 1866 година во Велес бил развиен пастрмаџискиот занет, односно производството на таа пастрама, каде што имало дури 14 дуќани кои што произведувале таква пастрама. Што записите за ниту еден друг град во Македонија не може да го кажат истото и затоа сме горди чувари на таа наша традиција. А добрата пастрмајлија оди само во комбинација со одлично вино. А тука го имаше во изобилство. И црвено, и бело, и розе. Секому по вкус. Но велешани, а и посетителите знаат дека добрата софра ретко може да помине без богата музичка програма. Па така, по настапот на дечињата и питата следуваа и милениците на младата публика. Групата Двабона. Како загревање пред настапот на големата музичка дива Калиопи. А главната улица, која овие денови е местото на музичкиот хепенинг, веќе се полни. Сите со нетрпение го очекуваат настапот на македонската музичка дива Калиопи Букле. Екипата на Сител сепак беше првиот микрофон пред кој застана Калиопи пред настапот. Ја прашавме што го прави за неа Велес посебен, но и дали успеала да ја проба традиционалната пастрмајлија. После тонската проба веднаш заминавме и секако тоа е неизбежен момент. Питата, пастрмајлијата, велешка е посебна. А јас како бивша велешка сна, се разбира, морам да доделам чиста десетка. Секој традиционален настан во Македонија за мене значи многу, затоа што тоа зборува за нас, за македонците, зборува за градот, не е тајна дека јас Велес го сакам до небото и назад и ова не е мое прво доаѓање во Велес на Питијада, втор пат учествувам и она што е многу убаво е што денеска среќавам многу среќни лица овде во овој град. Некако имам чувство дека нешто се менува во воздухот, нешто се менува меѓу нас. Веројатно почнуваме да се враќаме до коренитоста на нашата суштина, тоа е дека ние сме добри луѓе, дека ние умееме да сакаме и имам чувство дека ова ќе биде многу убав концерт оваа вечер. Таа додава дека поддршката кон македонските артисти е од особено значење, не само за самите музичари, туку и за македонската култура и музичката сцена, но сепак за соодветна афирмација на нивната работа секогаш има простор за унапредување на состојбата. Ова е мојот народ, ова се моите луѓе. Моје да им се дадам целосно, а тие секогаш возвраќаат бескрајно, со многу љубов и многу почит. Јас тоа го чувствувам во Македонија. Ја чувствувам таа почит и може би тоа е некако спечелен труд од изминативе 40, повеќе од 40 години. Мислам, навистина можам да кажам дека 40 години активно сум на сцена и некако успеам да ги изненадам и да ги израдувам поновно и повторно. Вака да кажам, ова е многу точно што Велешката општина се сети да отварањето биде со македонски интерпретатори. И тоа е многу добро и многу точно, бидејќи се наоѓаме во Македонија. Но ние сме исто земја, позната по тоа дека сме гостопримлив народ и ние треба да ги почитуваме и другите вредности кои ни доаѓаат од надвор, бидејќи ева лично јас, а и верувам повеќе исто мои колеги како Владко Стефановски и многу други, одиме надвор од Македонија и јас можам само да ви кажам како сум пречекувана, со колку љубов, со колку почит, секаде каде што одам. Дали помисли колку ноќи за мене се распали. Мега настапот на Калиопи всушност беше крешендото на музичката петочка вечер, но и постави висок стандард кој требаше да го следат и останатите 2 дена од манифестацијата, во рамки на која настапија и Викторија Лоба, Мики Секуловски, Пајак, групата Соната, а следуваа и мега балканската ѕвезда Северина,
за на крајот шлак на тортата да биде завршниот концерт на бајага и инструктори минатава неделна вечер. Питијадата не е само можност да се вкуси уникатната велешка пастрмајлија, туку и вистинско форте за велешката економија, особено ако се земе в предвид дека угостителите и локалните трговци имаа можност да привлечат над 20.000 посетители кои го посетија викендов Велес. Во рамки на манифестацијата беше и базарот од рачни творби, каде изложувачите имаа можност да презентираат дел од своите ремек дела. Самата питијада, фестивалот на питата и виното е доста значаен, а покрај тоа и нашиот базарот за ракотворби, тука можеме ние како ракотворци да се промовираме. Сите ние имаме страни на социјалните мрежи што ги изработуваме, каде ги пласираме нашите производи, но друго е вака кога ќе го видите, кога ќе осетите производот, кога ќе осетите енергијата, љубовта што сме ја вложиле во ова и сметам дека е доста значајно, да. Фантастичниот викенд полн со вкусна храна, добро вино и одлична музика заврши нешто по 1 часот по полноќ. Како и другите фестивалски вечери, веднаш по завршување на концертите и програмата, откако големата толпа на луѓе замина, се појавија екипите на Велешкото комунално предпријатие, кои се фатија за работа и во рекордно време просторот пред гимназијата Кочо Рацин во Велес беше расчистен и подготвен за нормалниот тек на животот кој следува веќе од денес. Завршија трите успешни дена на Велешката питијада 2025. Успешната организација привлече голем број на посетители и оваа година. Музичките звезди како Калиопи, Северина и Бајага кои настапија тука се уште еден доказ дека културата и туризамот во Велес може да живее. Екипата на Сител телевизија до доцна во ноќта ги следеше настаните и сега ќе го подготви овој прилог да видите како изгледаше Велешката питијада оваа година и тоа нека биде воедно и покана до година да ја посетите доколку не успеавте да бидете дел од неа годинава.